Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Почнуваме со вас, професоре Нанев. Кажете ми, во еден од извештаите кои беа направени за македонското судство, Европската комисија констатира дека имаме заробена држава. Дали со новиот сет на реформи кои се најавуваат од новата влада може да се мрдне од таа точка, од таа констатација? Дали вие верувате дека навистина работите во правосудството може да се променат? Ова се разбира едно прилично генерално прашање, а потоа ќе влеземе во детали. Добро вечер. Благодарам што ми возложивте денеска да бидам присутен на оваа дебатна емисија и се разбира да се надевам дека голем дел на овие прашања ќе разјасниме. Точно така. Извештајот на Прибе, меѓутоа и извештајот на Европската комисија ги детектира клучните прашања кои што се однесуваат на делот на правосудниот систем, особено вашата констатација дека станува збор за заробено судство. Знаете, извештајот на Прибе ги детектира клучните прашања, односно поенти кои што се однесуваат на функционирањето на вкупниот правосуден систем во Република Македонија. Кога мислам на правосудниот систем, мислам на судството и на јавното обвинителство, каде што во својата почетна анализа самиот извештај го детектира прашањето дека во Република Македонија постои еден добар сет на правила и прописи кои што може да доведат до функционирање на правниот систем, но за жал субјективните фактори директно влијаат на заробеност на судството. Самата таква констатација ни покажа дека изминатиот временски период судството во Република Македонија се наоѓа во една длабока сериозна криза и дека е неопходен сериозни структурни промени, реформи токму во делот на судството. Јас сум длабоко убеден дека во Република Македонија постои сериозен капацитет. Има знаење и стручности, дел говорам и во судството и јавно обвинителство, кои што одвнатре можат да со нови сили, односно енергија, да ги реализираат и имплементираат сите оние забелешки кои што доаѓаат од Европската комисија и посебно од извештајот на Прибе. Длабоко сум убеден дека она што деновиве се говори и во стручната и општата јавност, бидејќи ја знаеме целокупната перцепција на кризата во судството во Република Македонија, на незиниот однос, дека конечно и самите судии и врз основа на ова готелама на заклучоците кои што денеска ги имавме донесено на годишното собрание на Република на судиите, на Сдруженијето на судиите на Република Македонија, каде што отворено се прифати и се констатира ставот дека извештајот на Прибе е реалност. Судиите дефинитивно во Република Македонија самите однатре мора да најдат сила да се реформираат, што значи дека неопходна е потребата самите суди активно да се вклучат во процесот на реформирање на судскиот систем, што значи да се помогне во делот на имплементацијата и на решенијата кои што се наведени во односно заклучоците на Европската комисија, а истовремено и на извештајот на Прибе. Кажете ми, само да појасниме ако добро ве разбрав, судиите на денешниот состанок заклучиле дека извештајот на Прибе е реалност. Апсолутно, значи бидејќи мислам дека ова е малку изненадување сега за јавноста што ја следи оваа проблематика. Да, јас морам да ја искажам огромната благодарност на она што денеска навистина и задоволство се разбира на една транспарентна, би рекол, одговорна дебата и отчестност на сите судии кои што присуствуваа на денешното редовно годишно собрание. За прв пат ги слушнавме нивните отворени позиции дека судството и судиите во Република Македонија мора да отворат и да бидат дел од процесот на реформирање на судскиот систем во Република Македонија, што досега не беше фактор, односно ние бевме во една маргинализирана група која што всушност не се чувствуваше како дел од судскиот систем. За прв пат се преговори дека извештајот на Прибе е реалност, дека судиите конечно мора да градат систем, односно култура на одговорност и преземање на одговорноста за сметка на досегашниот конзервативен, неодговорен или безодговорен систем. Тоа се клучните поенти кои што произлегуваат од самиот систем. Дополнително, земејќи го во предвид и прашањето кое што се однесува дека Сдруженијето на судиите преку одредена група на судии мора да бидат клучниот фактор во делот на прашањата кои што ги засегаат, и тоа во делот на обезбедувањето на законската, функционалната и финансиската независност. И на крајот на кришата прашањата кои што се однесуваат, и тоа е всушност поентата во делот на одважувањето, би рекол, на самите судии, кои што директно го засегаат прашањето на материјалниот статус, значи директно на денешното годишно собрание беа детектирани клучните проблеми, односно клучните жарешти или точки кои што доведаа до маргинализација на целокупниот правосуден систем во Република Македонија.
перувачи го прстот во судскиот совет, во судскиот буџетски совет, во Академијата за суди и јавни обвинители, понатаму во Врховниот суд, бидејќи се покажа дека недостатокот на судскиот менеджмент или лидерските способности беа еден од клучните фактори кои што доведоа до една ваква севкупна маргинализација на правосудниот систем во Република Македонија. Зафиров, кога слушаме вакви најави кои делуваат позитивно, дали ќе биде така, ќе видиме, се разбира, гледаме дека последните одлуки на судиите во апелација, во кривичниот совет за одредени предмети кои беа експонирани во јавноста, сега не сакам да ги посочувам посебно, но сите беа експонирани, некако не навестуваат се уште некаква промена кон друг начин на работа. Кажете ми, вие како гледате, мислите ли дека работите ќе се Прво, ваш заклучок дека е ова позитивно. Јас сум фрапиран од оваа констатација на Сдруженијето на судија, значи од вистинитоста и изгрозен сум зашто сега испаѓаат. Вакво е судство од 11 години. Се полоше, ама не е позитивно. Позитивно би било значи, да се истите признае суди, дека извештајот на ПРИБ е реален. ама и бараат они да учествуваат у реформирање на судството. Значи тоа нели е сончогледот покрај на кај сонцето. Значи сега се сме од кога се смени власта, веднага трчаат да донесат заклучок што ние што се бориме за независно судство, што лежевме затвори, што бевме разрешувани 10 години го зборуваме тоа, дека немаме судство, и ние бевме дел од тоа судство. Како они за своите членови што ги разрешуваа, па имавме ние еминентни кривичари како Дума, како Митриновски председател на апелација. Судовите, нивните матични судови или Велешкиот суд за мене, па за Илија Танев судијата, значи воопшто не најдоа да се соберат како здружение на судии и да дискутираат за ова. Сега наеднаш они бараат учество. Да, ова е многу позитивно ако следеш уште еден чекор. Оставка на сите судии за да се овозможи реформа на судството. Сега, не значи таа оставка на сите судии дека сите судии нема да бидат судии. Значи, ако е така, ние треба нов народ да си донесеме у Македонија, бидејќи принципот на страв владееше во сите сектори, не само во судството. Со тоа што најизразено како последици на општеството, на државата, е тоа што преовладее во судството. Тоа е браната на народот, односно на граѓаните, на страот од државата. Ако судството функционираше, ние никако до оваа дереđа не ќе доевме. Значи, они се најодговорни. Меѓутоа се дел од македонскиот народ. Значи, сите институции, полицијата, сите министерства, сите вработени таму функционираат по принципот на страв. И решенија што произлегуваат од тоа за себе, за работата и за собствената фамилија. Значи, и судиите се тоа. Јас за тоа зборувам дека судиите квалитетни треба да им се овозможи да се ослободат од страот, меѓутоа прво како морален чин да си дадат оставка, да овозможат, не да трчаат сега да се бори гарнитурата на власт, да бараат гарнитурата на власт, да наоѓа модалитети во оваа тешко време, кога треба 80% двотретинско мнозинство за менјање на системските закони, да наоѓа модалитети за реформи во судството, него они на тој начин најдобро ќе го овозможат. При тоа јас не мислам на судијата Лазар Нанов или на Александар Наков или на било кого поединечно, него на сите судии, сите се дел од тоа. Со тоа што самите го признаваат ова, со тоа што сега испаднаа. Зошто не испаднаа на прошлото годишно собрание? Или на предпрошлото годишно. Ова е нова структура, колега. Не, во ред, јас не зборувам за членството на органите. Значи, овој управен одбор е година дена, значи воопшто не функционира. Не, ако ми дозволите. Јас не зборувам да не биде не зборувам за членовите. Видете, не зборувам за членовите на управниот одбор, тоа е сосема нова структура. Меѓутоа, членовите на новиот управен одбор ги бираат старите членови, односно судиите кои пред тоа биле судии. И вие само ја пренесувате волјата на матичните судии, односно на судоите од кои доаѓате. Такви одлуки морате да донесувате. И јас зборувам не за управните одбори, во ред управниот одбор вие пренесувате, например, на Кавадаречкиот суд, некој друг на Велешкиот суд. Меѓутоа, волјата на судиите сега се одразува, значи, во управниот одбор, дека не чини судството, дека прибее во право, дека не има притисоци врз судството. Колегата рече киднапирано судство, не е киднапирано судството, цела држава е киднапирана, поробена. Заробена држава. Сега ова знаете што ми личи мене на судство. Ние се нудиме да бидеме робови на новата власт. Мене тоа ми личи. Значи, не сакам воа погрешно да ме сватат сите мои колеги суди, имам и соученици, заедно сме студирали и куќни пријатели меѓу нив, меѓутоа,
дека ова е само нивно признание на се што станувало во судството, а тоа може само со генерална оставка на сите судии. Да се на тој начин као морален чин дека се свесни за својата одговорност и дека бараат прошка од македонскиот народ. Бараат да им го прости она што го правеа или што ќутеа гледајќи другите што правеа. Добро, пред да ве прашам, аз мислам дека треба да одговорите на ова, кој е вашиот став, еве на овој став на господинот. Добро, јас го разбирам колегата, бидејќи тој нели како адвокат, како странка во постапката, меѓутоа не му замерам на неговите ставови, тоа е сосема оправдано да креирате свој став и свое мислење и тоа е добро, затоа и нели на мене тоа дебата. Морам да потенцирам дека станува збор за систем односно на функционирање на една сосема нова структура која што долги години се бореше да направи одредена трансформација и промена токму во Сдруженијето на судиите. За прв пат ова здружение наоѓа свој капацитет и своји можности, знаење да го трансформира, односно да изгради најпрве довера во самото членство. Зошто го говорам ова? Моментално имаме 574 заклучно со вчерашниот ден 574 судии, што значи за периодот од 2006 до оваа година некаде околу 400 судии биле на еден или на друг начин заменети преку природен пат и така натаму со избор за разрешување на судиите. Имаме воспоставување на еден нов концепт. Најтешко е, се согласувам она што беше наведено дека судиите молчање. Точно. Најголемата придобивка токму на ова здружение и на овој управен одбор ще успеа да ги убеди едноставно да ја промени филозофијата на судскиот систем. Колегата ќе се сложи бидејќи тој беше дел од судскиот систем односно судија. Судиите по дефиниција се едни од најконзервативните структури во општеството кои што тешко прифаќаат промени. И токму придобивката на ова здружение на судии што успеа да направи трансформација во нивните лични ставови во однос на прашањето кое што се однесува во делот на примената на правото и во делот на владењето на правото. И ние сме длабоко убедени со тоа што укажавме дека сме длабоко загрижени и се обидуваме, односно сакаме да ги детектираме клучните жаришта кои што довеле во ваквата состојба, е всушност само една поента која што нели ќе доведе до целокупна промена на правосудниот систем. Може ли само јас? Може. Значи вака, јас се слагам. Господин Раков, се мораме извинувам, колега. Ќе ми дозволите после јас да зборам до ќе без. ви дозволам на вас, да. Вако е, Имате право. Мислам вака Овде се сега. разви директна дебата за таа. Значи Да, вака сега. Да. Прво не е точно дека јас сум странка во судски процес, меѓутоа адвокатурата е дел од правосудниот систем по функцијата што ја врши. И можда треба да е најголем коректор на работата на судството и на обвинителството. Значи ние активно учествуваме. Второ, јас не реков дека новото раководство треба да си дае оставка како раководство, дека филозофијата на размислување и на делување на новото раководство на Сдруженијето на судии е погрешна. Јас реков да, точно е. Меѓутоа, тоа произлегува од оние судии кои 11 години ќутеа, кои работеа и правеа услуги на власта, а мечки на услуга на народот, и сега наједнаш кога се смени власта, сакајќи да го задржат своето работно место, ништо друго не е тука упрашање, сакајќи да го задржат своето, наједнаш ја менјаваат филозофијата, како сега сменија филозофијата на размислување. Добро, ајде вака одиме, еве господин Анаков, вие да не кажете мислење за ова, бидејќи Ќе бидам тоа многу е краток. прашањето. Пред се за поздравување она што веќе Сдруженијето на судии реагира, односно се собрале и дискутираат за проблемите што ни тежат во државата и за епитетот што го имаме за робена држава. Јас апелирам тоа да го сторат и Советот, односно Сдруженијето на јавни обвинители. Во врска со она што зборува колегата Валентин, мислам дека е до некаде и во право. Не до некаде, во претежниот дел е во право. Зошто? Затоа што факт е дека ние епитетот за робена држава го добивме затоа што 10 години некои работеа под директива на одредена структура на власта, на извршната власт. Така да, според мене се поставува прашањето на одговорноста на судиите и на јавните обвинители, што 10 години делеа правда во државата. Како јас гледам на сето тоа? Ние мораме веќе еднаш да го ставиме на дневен ред прашањето за одговорноста на судиите и на јавните обвинители, што 10 години го малтретира граѓанството на Република Македонија, имајќи во предвид фактот дека 70% од луѓето што издржуваат казни во Идризово се невини луѓе.
ние да го издигнуваме моментот и да се расправаме кој е странка, а кој не е странка во процесот, тоа е приказна за деца во забавиште. Судите се на педесталот, задолжени да судат, јавниот обвинител тој што подготвува обвинение, адвокатите со сите своји права учествуваат во постапката, ево како странки, да го прифатиме и тоа. Меѓутоа, мораме да се кажем, ние доваѓаме во ситуација да ни доваѓаат преку ред суди. Мислам, колегата Нанев ќе се сложи дека ние имаме во пракса од без искуство судии да станат директно судии на Врховен суд. Без протек на одреден период на време или стаж да станат судија од апелација во Врховен. Да нема доволно стаж од основен да идат во апелационен суд. Да доваѓат луѓе со кои ние, адвокатите, тука се слагам со Валентин, колегата кој вика, ние сме може и најмеродавни да даваме оцена за нив. Ние ги гледаме едната и другата страна. Ние ги гледаме и обвинителите и судиите. Ние ги гледаме сите нивни маани. Морам да укажам на фактот дека ние добиваме како адвокати пресуди од исти суд со два различни аршини. Тоа ни се случува сега во поглед на делењето на правдата од страна на Скопска единица, во поглед на обвиненијата покренати од редовното обвинителство и СЈО. Како податок само ќе наведа. Ево ќе отворам интересна дебата во поглед на притворот. Ние имаме од 473 предлози за определување на мерка притвор од редовното јавно обвинителство. Прифатени негде 80%. За другите предлози се изречени други мерки. Домашен притвор, мерки други, меѓутоа од специјалното обвинителство 24 поднесени, 4 се прифатени, а другите се одбиени. Фрапантни податоци. Тука кажуваме дека ние имаме два аршина. Ако имаме два аршина, ние имаме два вида на луѓе, два вида на суди. Дај еднаш да седнеме, трезвено да размислиме и да кажеме. Ќе завршам со оваа реченица. Ние мора да почнеме да ги решаваме работите од врвот. Од Советот на јавни обвинители и од Советот на судии. Тие луѓе треба да ги кажеме фала. Мора да се заменат. Да дојдат нови луѓе. Токму тоа е едно од главните теми кои сега се наметнуваат, тоа е како да се спроведат тие правосудни реформи. Еве, новиот премиер, господинот Заев, неколку пати го повтори тоа, најави генерален реизбор на сите суди, на тоа веднаш излезе екс-премиерот, господинот Груевски, кој кажа дека, кој рече, јас еве ги успокојувам судиите да не се плашат, тоа нема да се случи, за тоа е потребно двотретинско мнозинство. Се чини дека таа работа за генерален реизбор и не може да се изведе така според сегашниот устав и закони. Како вие мислите дека може да се спроведат такви коренити реформи во правосудниот систем? Видете, неспорен е фактот дека во целокупниот правосуден систем на Република Македонија мора да се случат длабоки структурни судски реформи. Впрочем, целокупната перцепција на јавноста и на општата и на стручната ја покажа причината која што доведе до едно вакво драматично однесување или една драматична перцепција оној мозаик кој што значеше и недоверба на судскиот систем. Всушност, токму и самото здружение укажа дека е длабоко загрижено од степенот на довербата која што во овој момент ја има во целокупната јавност. Неспорно е дека според Уставот на Република Македонија мандатот на судиите трае, што е детектирано и пренесено понатаму и во Законот за судовите, и тука нели се поставува клучното прашање кој ќе биде моделот, односно начинот на кој што ќе се реализира таквите најави за реизбор на судскиот систем. Европската и светската пракса познава на различни модалитети. Ако го земеме прашањето, односно моделот кој што соседната земја, односно Република Албанија во изминатиот временски период, иако го има истиот модел или принципот го реализираше, понатаму одредени земји во Романија и Бугарија и така натаму, што значи дека периодот постојат одредени модалитети преку кои што може да се реализира таквите прашања.
Бидејќи во овој момент мислам дека она што значи двотретинско мнозинство, затоа што станува збор за системски закон, законот за судовите и уставот на Република Македонија, ние не можеме да говориме, не сме политичари, нели, како ќе се обезбедува политичката согласност или поддршка на таквите реформи, бидејќи кога се работи за вакви сериозни прашања, потребна е покрај сериозна политичка дебата и согласност на сите политички конституенти. Јас се надевам дека во овој процес сигурно меѓународната заедница со своите експертски тимови кои што работеле во земјите од средна и југоисточна Европа, особено во земјите кои што имале ваков систем на ваков правосуден систем како што го имаме ние, ќе помогнат да се изнајде соодветно решение, но токму таквото соодветно решение она што го потенцирав претходно ќе најде своја подлога и поддршка токму во самата структура, односно во самите судии, дека има потреба од реизбор, односно од начин преку кој што ќе се проветри целокупниот судски систем во Република Македонија. Што би значило реизбор? Мислам дека тоа во јавноста не е сосема јасно. Дали тоа значи дека огромен дел од сегашните судии постои можност, нели, да не бидат повторно суди? Не, видете, ние најблиско го имаме решението кое што беше пред неколку години во Србија, ако се сеќавате, нели, после доаѓањето на власта, каде што се направи одредено проветрување, би рекол, на судиите. Честните, одговорните, судиите со интегритет, воопшто не треба да се плашат за својата позиција. И тоа да биде чисто и многу јасно. Треба да се плашат оние неодговорните, нечестните и судиите кои што немале интегритет и кои што изминатиот временски период покажале сериозни повреди на законите и уставот на Република Македонија. Треба да се плашат оние судии кои што донеле пресуди, кои што, нели, од страна на јавноста или стручните тимови биле или медиумите биле перцепирани како судии кои што ги загрозуваат човековите слободи и права. А за секој оној кој што има интегритет и честност и одговорност, квалитет, знаење и стручност, воопшто не треба да се плашат, туку напротив, треба да помогнат во целокупниот овој систем на реформи, да дадат поддршка, бидејќи само на тој начин судскиот систем во Република Македонија може да ја доведе, односно да ја врати својата доверба. Бидејќи не постои друг механизам преку кој што може да се трансформираат интелектуалните капацитети, односно човечките ресурси кои што постојат во судството. Затоа што ќе повторам, и самиот Прибе вели дека постои сериозно добар сет на правила во Република Македонија, но субјективниот фактор доведе до ваква ерозија на правосудниот систем. Не постои современ механизам и не постои воопшто механизам каде што вие ќе ги промените таквите човечки капацитети, односно она трансформација на интелектуалните вредности на самиот судија. Но ова е единствен показател каде што самите судии треба да помогнат во делот на реформата, Сдруженијето на судии ја подава раката за реформскиот процес. Зафиров, како би се постојат ли објективни и реални критериуми, како би се оцениле сите овие судии, доколку се сложиме дека дел од нив не се извршувале совесно работата, постои ли начин тоа да биде оценето фер, транспарентно и објективно? Таков начин постои, мада јас мислам дека уште во моментов сите што сме у таа струка и што сме заинтересирани за ова, веќе имаме изградено мислење за поголемиот број од судии, кој е квалитетен, кој не е квалитетен. Меѓутоа, по оние стандарди, број на предмети, квалитет, квантитет, во моментов, по тие не може. Затоа што своите судии и минеа одлуките, значи сега најквалитетни се судии, оние кои најголем криминал направија. Односно, одделението за организиран криминал во Скопската единица. Значи, секоја нивна пресуда минеше како потврдена. Сега по кој критериум ќе зборуваме? За постојни критериуми. Значи, како потврдена и од Врховен суд 90%, со сите, можам да кажам дека најмалку таму имаше правилно судското. Значи, едно е у една пресуда да најдеш една маана, две маана, секој може да му се спровне. Меѓутоа таму нема нешто што е законски направено. Значи, буквално нема у пресудата. Ако сакаш на 50 страна пресуда да направиш жалба, треба 100 страни жалба да биде. Со жалбени наводи. Значи, по тие критериум на квалитет и квантитет, значи колку предмети решил и со кој квалитет поминале по погорните инстанции, во моментов кај нас не може. Меѓутоа
Мислам дека не може апсолутно, барем да, за тие да, тешките да. предмети што се мегдеумски покриени, кај што е заинтересирана власта или кај што субјективно како субјекти се учесници дел од носителите на функциите. И мене јас за тоа се плашам. Јас се слагам со него дека честните со Интегритет. Нанев, честните, професионалните, со морален интегритет, дека треба да останат. Значи Не треба да се останат. плашат, апсолутно. Значи апсолутно не треба да се плашат. И ја од тука повикувам да си даат сите оставка, а тие честните сите ќе ги препознаеме. И при новиот избор они ќе бидат избрани судии. Впрочем и 96 година од тогаш мислам вкупно сите три инстанци беа 650 судии. Сега сте намалени, судството е намалено по број на места судски. Значи сега е подполнато со 540, 50, 574 со се два нови суда, управниот суд и вишиот управни суд кај што се 40-50 души сместени. Значи тогаш од вкупниот избор на 650 судии, само 90 отпаднаа од активните судии кои биле до тогаш до 96 судии. Не беше тоа реизбор, не имавме истекување на мандат на сите судии и мораше избор на сите судиски места. И сега не би било реизбор. Едноставно реизбор значи кога беше мандатот 4 години на судијата и токму за тоа судиско место конкурираат сите. Кога ќе истече мандатот. Сега ќе биде за цел суд од 20, 30, колку е зависи по систематизација судот, сите конкурираат за тие места, не за едно судиско место па да биде реизбор. Значи сега би било тоа избор. Меѓутоа да се олесни, ако навистина сакаме, ако навистина ние како судство, иначе да кажем јас не сум ја револтиран према судството, него само ја зборувам вистината. А вистината е дека и адвокатурата не чини. Значи и ние со нашето молчење, значи не низ предмети, со нашето молчење како фела, допринесовме судиите да се понашаат така, односно обвинителите да се понашаат така. Значи најдобро ќе биде да си дадат оставка и сите судии, значи јас сум длабоко уверен, ако сака гарнитурата политичка сега која е на власт, да го релаксира судството, да направи независно судство, си сепак од нив зависи. Значи ако сака да направи сите тие независни судии кои се професионални, честни, морални, сите ќе бидат повторно избрани. Ако сака власта не. А ако не сака, сите овие судии што гласаа за ова сега, ќе се свртат да робуваат, односно да слугуваат на наредната власт, бидејќи власта има инструменти да го заплаши просечно плашливи од македонец. Значи, ретки бевме што се дрзнавме да зборуваме во 2008, 2009, 2010 од аспект на судија ја зборувам. Значи јас зборувам од аспект на судија зборував дека ни е нас заробено судството, односно тогаш реков дека најтежок облик на корумпираност е корумпираност од владеачката партија. Да, ова што го кажавте по втор пат, гледам сакате нешто да реплицирате во ред, само сакам да го надополнам и ова како теза. Зафиров втор пат го повторува дека можно е и новите судии како што вели да бидат слуги на новата власт. Како не би се новите, доколку овие останат. Зависи од мислам на судиите кои зависи од власта дали сака да го релаксира да, судството. погрешно се изразив, не новите, туку судиите од сега натаму. Како би се избегнал овој момент, значи повторно да влеземе во таква стапица, судиите повторно да не работат така како што треба да работат, толку повторно да се претворат во изведувачи на работи на извршната власт? Тоа е во секој момент постои тој теоретски и практичен предизвик. Значи, јас би го преформулирал ова прашање што колегата го елаборираше од прашањето и вие што го кажавте реизбор. Јас би го рекол како прашање на проверка на интегритетот. Значи, клучното прашање не е прашањето на реизборот, туку проверката на интегритетот на сите оние судии кои што во овој момент ја делат судската правда во Република Македонија. И ние не можеме да најдеме соодветен механизам. Се согласувам. Дали оние кои што ќе бидат ставени на можноста за проверка на својот интегритет, ќе бидат слуги или нема да бидат слуги на одреден систем. Не говориме ние за ово или оне. Бидејќи мораме да напоменеме совршен модел на проверка на интегритет или реизбор или избирање на судиите не постои во светот. Секаде во прашањето е се честноста, одговорноста, стручноста, професионалноста, интегритетот. Јас овде би сакал да потенцирам дека една од можностите кои што се јуват е токму прашањето, односно препораките на Венецијанската комисија и мислењето 17 на
Советот на советодавните судии при Европа, каде што во членот 17 јасно се детектирани прашањата за моделите, односно модалитетите за вреднување, односно оцена, евалуација и мониторинг на секој судија поединечно. Ние, за жал, во изминатиот временски период, преку воведување на АКМИ системот, го прифативме моделот на квантитативно оценување, односно вреднување на секој судија поединечно, занемарувајќи ги при тоа квалитативните критериуми. Па во членот 17 извештајот на Греко ќе видите дека Република Македонија се наоѓа на последното место заедно со Романија и Бугарија. Знаете зошто? Тие во својот извештај велат: историските, културните, демократските и другите вредности во Република Македонија не можат да доведат до едно квалитативно вреднување на судството. Во Словенија имаме навистина еден прекрасен модел, јас се надевам дека Сдруженијето на судиите ќе се обиде да го промовира тој модел, каде што квантитативните параметри се целосно напуштени. Во предвид се земени само квалитативните параметри, кои што со колегата, мислам со колегите тука ќе се сложиме, можеби во овој момент не се разбирливи. Знаете, вие кој ќе им кажете во Словенија немате месечна норма. Што ќе се случи во Република Македонија кога денеска ќе кажете колеги судија од утре немате месечна норма? Тоа подобро ќе го кажат колегите. Немате оценување. Знаете, затоа што степенот на одговорноста е до тоа ниво каде што судиите почувствуваат, односно чувствуваат одговорност и интегритет, не само пред самите себе, пред заедницата, пред општеството и пред државата, затоа што државата им дала можност да делат правда и на тој начин да овозможат владење на правото. Јас се надевам дека периодот кој што е пред нас, заеднички со сите структури, бидејќи ние ќе потенцирам, денеска подаваме рака и бараме заеднички, заедно и со адвокатурата и со јавното обвинителство и сите чинители, вклучувајќи ги медиумите, заеднички да започнеме процес на мерит систем каде што токму квалитетот со интегритетот, стручноста и професионалноста ќе изгради вистински професионални капацитети и суди и јавни обвинители се разбира тука, а колегата еве кажа и адвокати кои што заеднички ќе го трансформира целокупниот правосуден систем. Тоа е едно сложено, сериозно прашање кое што бара одреден временски период, но јас се надевам дека сепак сето тоа ќе се реализира овде во Република Македонија. Да, кога сме кај квалитетот, интегритетот и професионалноста, тука доаѓаме и до функционирањето на јавното обвинителство и до сегашниот обвинител Зврлевски, но повторно ќе направиме една кратка пауза за нашите спонзори и се враќаме брзо во емисијата.